Овој ден е посветен за комуницирање на истражувањата, без разлика дали ставаме збор за истражувачките стори, тоа повеќе ќе зборува во после мене, во наредните сесии, или за документите за јавни политики, кои што ги, односно резултатите од истражувањата, кои што ги прават граѓанските организации. Тоа ќе го зборувам јас сега, преку резимето за јавна политика. Значи, вчера зборевме за што се документи за јавна политика, го објаснивме анализата или студија на јавна политика, како се пишува. Кажавме дека тоа е повеќе наменет за стручната, за луѓе специјалисти во областа, бидејќи подолг документ и содржи еден поелабориран приод на предлагање на алтернативни решенија за јавна политика, најдобри опции. Денес ќе зборуваме за тоа како тој документ или пак некое поголемо истражување, некоја поголема анализа или стратегија може на многу по-концизен начин да се искомуницира со пошироката публика или најчесто со креаторите на јавна политика, бидејќи тие најмногу се таргетираат при или во процесот на креирање на јавната политика. Започнеме повторно со дискусија, што мислите зошто е важно да се искомуницира едно истражување до пошироката јавност? Прво, за да се изврши посилно влијание врз оние кои креираат политика. Друго? Да се крене свесноста. Да се информира. Свесноста за што? За проблемот, за некои потенцијалните решенија, колку тоа ги засега. Добро. Тоа може би е нека последна фаза, на почеток податоците се комуницира за да се информира, веројатно некој се запознае, не се. Друго. Зашто е важно да се комуницира едно истражување. Видимо, вие што работите во граѓански организации, каде гледате важноста кога не правите некои истражување, зошто го комуницирате? А може да кажете и како го комуницирате? За да се направи коалиција со тие на кои што им се обраќаме. Утре да од нив се бара партнерство. Добро. Да, и тоа да се како една од алатките што може да има транспарентност, повеќе информирање околу реална ситуација. Сега од нас. Добро. Само тоа е една од карактеристиките на демократско општество, така да многу релевантно. Добро. Кога се споделува од едно истражување, дали таргетирате некого, сакате некого посебно нешто да на кого му ги испраќате тие податоци? Не знам, тука од Институт за човекови права тие, ама да пренесеме искуство од граѓанските организации. Откако е направено едно истражување, засегнатите страни најпред. Во случајот ако е за судство, независност на судството, се испратат сите судови до апелационите судови до судски совет. Ова е реален пример. Дополнително, правниците кои што би сакале, значи професионалната јавност, некои што можат да придонесат дополнително за некои измени, да дадат некои нивни сугестии за подобрување на тоа истражувањето, да речем, во поглед на давање нивни предлози за решавање на некои. Добро, и сега од другата страна, нели? Вие што се представници на медиумите, какви истражувања добивате? Дали добро ве комуницираат? Какви истражувачки податоци добивате? Па не баш многу не знам, дека добива светлина на тега. Дека постои воопшто. А зошто е тоа така? Не до мене. Не, зашто разбира дека него што мислите зошто е тоа така, не? Па не знам, да некоја несигурност, недовршени работи некогаш може. Не до крај остварено, извршено истражување, завршено како што се замислило. Или несовпаѓање со некои податоци, не знам да. Од мене немам што е причина. Добро, другите лидери? Не сум работела
и кога ќе добиете нели истражување кое ќе ви стаса, во каква форма е, мислам, јасно е доволно мислам, Зависи колку е област. Некои може да биде јасно, мада ретки се тие што ни праќаат. Значи може неколку, ама значи зависи, некои може да биде мислам вака појасно зборот. Некој е како Тебе последно Бранимир Јовановиќ, што се сеќавам, мене, што ми стигна. И беше баш онака атрактивно, и беше вест, верувајте ми. Он знае, значи ако знае како да го пласира. А кој беше Бранимир Јовановиќ? Што има институт за економски некои анализи, нешто како беше тоа, од Левица, што е дечко со Да. Кумановец се мислам. Да, направи таа и книга се издаде, да. По принцип текстуалниот дел им е добар, ама ако треба табели, се за една иста работа, во една табела е еден податокот, кај табелите се многу слаби. Вамо ги истата работа, друга бројка има. Значи, вас го Или испраќаат проценти. целиот извештај, целиот колку и да е Да, страница да. таму. Не, овој го Тоа го имам прати редовно, кратка значи, форма. приметено. Ти пофали имаше и Па добро, ама ретки се тие како него, обично како што го прават, така и го пуштаат, па сега Да, те интересира, читај, ако не те интересира. Добро, ја морам признам дека ние исто да го правиме со модем, и веројатно ги добиват извештаите. Долги се, се па се бидат некои кратки верзии, ама не го прилагодуваме добро за комуницирање. Се уште биде бара дополнителна плюс нека активност, а таа активност е ресимито за јавна политика која што денес кога го зборуваме. Добро, значи да почнеме дебатите се околу формирањето на колку научниците треба да се вклучат во дискусија за јавната политика. Значи тука се водат дебатите, колку тие треба реално да се грижат за тоа како ќе бидат комуницирани нивните истражувања. И сега тука имаме два табора, да речеме, ангажираност наспроти објективност. Имаме така наречени ангажирани научници или граѓански научници кои сметаат дека треба да бидат вклучени во дебатата за носење на јавни политики и дека тие треба и може да им помогнат на креаторите на јавни политики во нивните истражувања да ги искористат како можни опции за креирање на таа јавна политика. Од другата страна се овие строго објективни научници кои што сметаат дека треба да се држат настрана од јавната политика, дека треба да се држат исклучиво до истражувањата, бидејќи тоа и би ја загрозило на некој начин објективноста на едно подсериозно научно истражување. Овие првите сметаат дека, односно овие што се научно објективни, сметаат дека ако поради краткиот временски рок во кој што работат креаторите на јавните политики, тие ќе ги извлечат само оние докази кои што се најдобри за нивните политички мотиви, чекори активности и дека ќе се изгуби чистотата на нивното научно објективно истражување. Оние другите пак сметаат што се граѓански научници дека ако не се вклучат во дебатата за јавна политика, односно нивните истражувања не ги понудат за препораки во процесот на креирање, може да настане вакуум кој што политичарите, креаторите на мислење го искористат со нивни толкувања и ако нема кој да им се спротистави со емпириски анализи и докази на тие нивни толкувања, значи ќе ги искористат во процесот на креирање на јавни политики за некакви сопствени политички цели. Значи нема да се донесат јавни политики базирани на еден елабориран приод. Тука е проблем временската рамка, затоа што научните истражувања бараат поголем временски период, нема поголемиот дел од нив временски ограничувања, значи доста долго може да траат. Наспроти тоа, креаторите на јавно мислење работат во кратки рокови и тие секогаш гледат што е да извлечат да постигнат што е можно повидливи и побрзи резултати од некаква јавна политика за нормално ги представат во јавноста како или успешна имплементација. И тука се содруваат во тоа дека овие не можат на време секогаш да им ги спраќаат емпириските наводи од нивните истражувања да ги користат. И факторите во донесување на јавните политики најчесто во прикреирањето на јавните политики влијаат вредностите
верувањата на креаторите на јавните политики, потоа контекстот на во кој што ќе треба се реализира, влијат лобисти, групи на притисок и така натаму, така што сите овие фактори не секогаш овозможуваат на науката да секогаш да се заснува таа јавна политика на овие научни наводи и докази. Сега во најчесто одлуките се носат на база на искуства, асоциации, на некакви навики, или слични склонности, иако тоа треба да биде со некаква споредбен приват анализа, формална процена, анализа на податоците. И токму поради тоа, меѓутоа, какви одлуки да се носат, дали се лични, дали се јавни, дали се поврзани со работа, сепак тие се заснуваат на некакви вредности и верувања на носителот на одлуката. И токму тука е поентата дека науката може и треба да помогне на оние кои одлучуваат со тоа што ќе ги оформи нивните верувања, односно ќе понуди некои нови знаења, некои нови аспекти и со тоа ќе влијае на нивните верувања. Но и покрај тоа науката не е лесно достапна за носителите на одлуки, а научниците често не ги разбираат потребите на оние што одлучуваат. Научното знаење секогаш се објавува во научни публикации, академски публикации кои што се достапни за мала група научници. Дополнително, оние кои што се занимаваат со наука имаат фрустрации дека нивното знаење, нивните наводи или кои што доаѓаат преку овие истражувања или погрешно се интерпретираат кога се ги преземаат, или намерно погрешно се толкуваат, се применуваат и така натаму. Од друга страна, пак науката секогаш нуди некое ново знаење, нов вокабулар кој што не е својствен за останатата поширока публика, изгледа апстрактно, дека не е поврзано со нашите секојдневни животи, но затоа една ефективна научна комуникација треба да има за цел да ги информира носителите на одлуки за придобивките, ризиците, трошоците од нивните одлуки и на тој начин да им помогне да направат правилен избор во приносењето при креирањето на јавните политики. Значи сега се дури станува еден нов термин се користи, тој е терминот на научна комуникација. И сега тука е една од алатките која што може да помогне во таа научна комуникација, односно комуникацијата на истражувачките податоци, резимето за јавна политика. Именно истражувачите не секогаш може да влијат на сите фактори во донесувањето на јавната политика, кој што кажавме, нели да се контекстот има различни лобисти, групи за притисок, ограничени капацитети на креаторите на политики и така натаму. Но тоа што може да влијат, што е под нивна контрола, е пишувањето на вакви документи. И тоа треба да го прават, бидејќи тоа е начинот на кој што може да полесно да допра до креаторите на нивните политики и до пошироката јавност. И сега што е резиме за јавна политика? Или вчера спомнавме дека има два вида на документи за јавна политика, анализа и студија на јавна политика и резиме. Резимето е кус самостоен документ во кој се представени наводите и препораки од некој истражувачки проект на читатели кои што не се специјалисти во областа. Значи вчера зборевме дека анализата, студијата е наменета повеќе за специјалисти, овој не е наменет за корисници кои што се специјалисти. Тој често се препорачува како клучна алатка за соопштување на наводите од истражувањето на актерите во јавната политика. Значи, резимето поставува приоритет за едноитно релевантно прашање на јавна политика и при тоа го прави на јазик кој што не е технички, не е стручен јазик, за да можат овие неспецијалисти во областа да бидат лесно запознаени со сршта на прашањето на проблемот, со позадината, кои се засегнати страни, кои се препораките кои се дава овој документ, ги представува клучните наводи и заклучоци, ги образложува алтернативните решенија за јавна политика, содржи препораки и тоа повторно го прави на лесен, разбирлив начин, во неколку, значи ги нуди сите овие информации во многу уочливи точки за
лесни да се разбере што сака овој документ да пренесе, кои пораки сака да ги пренесе, го поврзува истражувањето со јавната политика. Тоа значи дека тргнуваат премисата дека креатурите на јавната политика работат во ограничени контексти, например во смисла на време, секогаш имаат некој ограничено време, и оттука треба доказите и препораките за некоја јавна политика да ги презентираат на краток и едноставен начин, за полесно да стигне до креатурите на јавна политика. И секогаш е битно за резимето да е клучно да се најде вистинскиот актер на јавната политика. За актери во јавна политика ние вчера спомнавме кои се, тоа се пратеници, локални политичари, раководители на државни служби, потоа не знам представници на меѓународни организации може со резимето да таргетирате исто медиуми, лобисти, некои други групи на интерес, представници од бизнис заедницата. Значи, кои се четирите главни функции на резимето? Да ја објасни и пренесе итноста на проблемот, или за да повика на некаква акција, да ги представи препораките или импликациите за јавната политика за тој проблем, тоа прашање, да ги даде доказите како поддршка на тие препораки и да му посочи на читателот дополнителни ресурси за тоа прашање, бидејќи ова е краток документ. Зошто го користат, за која намена го користат рецеп граѓанските организации? Да се представат препораките за прашање за кои што тие имат специализирано знаење, или да се со тоа да се оправда истражувањето во очите на креаторите на јавните политики. Да се дадат препораки и совети на креаторите на јавни политики, да се представат наводите и препораките за што може да помогнат при не сум го вклучил полночот. Се представат наводите и препораките затоа што тие може да помогнат во процесот на одлучување, значи на тој начин се формираат креатурите, да се заложат за некоја или опција, позиција за решавање некој проблем во јавната политика, на тој начин се убедуваат креатурите и да се истражи некој прашање и да се дестилира потребата на истражувањето, тоа дестилира значи за полесно овие комплексни сложени информации кои што ги нуди научното знаење, нели да полесно да стигна до пошироката јавност и до оние кои што ги таргетираме. Сега што е важно за да нема забуни за што е овој документ? Резимето за јавна политика не е резиме од подолг истражувачки извештај. Значи сега вчера зборевме за елемент извршно резиме во подолг документ. Меѓутоа тоа е извршно резиме на еден друг документ. Ова е засебен, посебен документ и тој не е резиме од подолг истражувачки документ. Не треба да го, значи со овој документ не треба да се представат податоците од поголемо истражување во нека скратена верзија, туку целта на овој документ е да се зграбчи вниманието на публиката за прашањето за нашиот став како автор за одреден проблем за јавната политика и на тој начин да се поттикне дискусија за тоа прашање. Значи ова е само да се привлече вниманието кон одредена позиција која што ние имаме за одреден проблем во општеството, во јавната политика. Значи тука е предизвикот да се изберат кои наводи да се изберат од сето тоа поголемо истражување, тие да се представат преку резимето за јавна политика и да ги испровоцирате целните групи на да почнат да дискутираат, да разговараат по тоа прашање. Како ќе се започне дискусијата, тогаш ќе можете да ги представите податоците од поголемото истражување. Значи, целта е само да се привлече нечие внимание, не да се представат резултати од поголемо истражување. Не се представуваат делумни наводи, не сите. Кои се предностите на овој документ? Тоа што поради неговиот збиен формат, неговата лесно пренослива форма, има потенцијал да допре до бројни публики или да го постигне оној ефект на снежна топка. Испраќате до еден актер на јавна политика, тој може да го препрати до друг, или вие може да го препратите до повеќе актери на јавна политика и така да допрете до бројна публика. Резимето за јавна политика е само една алатка во пошироката кампања за застапување. Значи, најчесто се користи во процес на лобирање. Значи, нема цел да изврши влијание само по себе,
туку да биде дел од пакетот алатки за привлекување. Значи со резимето за јавна политика тешко дека вие ќе извршите некакво влијание во јавната дебата. Со вакво резиме е доволно само да заинтригирате некого. Веројатно исходот кој што ќе биде нели од тоа, особено се однесува ако се обраќате на нели по креатори на јавна политика во повисоки инстанции, најверојатно дека ќе бидете повикани на состанок, ќе бидете замолени да испратите повеќе информации или евентуално да направите некаква презентација. Тоа е тоа што треба да се очекува како исход од резиме за јавна политика, ништо повеќе. Вредноста треба да се гледа не само во контекст на презентирање на квалитетните докази, туку тоа што во резимето треба да се преведе значењето, знаењето до кое што е дојдено во јасни пораки кои што ќе бидат значени во општествениот контекст и кои што ќе може да дадат насоки за креаторите на јавните политики. Кои се карактеристиките на овој документ? Тоа што е релевантно, треба да биде релевантно и фокусирано на јавната политика. Значи, да се однесува на прашање за кој што во моментот постои некаква актуелна дискусија, значи релевантна дискусија. Треба да е ограничено на конкретен проблем и да е применлив за специфичниот контекст во моментот што постои. Значи, не го пишуваме и кога ќе го пишуваме, треба да имаме во предвид дека тоа треба да биде актуелно, инаку како ќе привлечете нечие внимание. Треба да е засновано на докази, се разбира, да го убеди читателот дека представените докази се важни, дека препорачаните действија за јавна политика се потребни. Значи, треба да се обиде да им објасни на читателите за некое знаење што веројатно тие можеби веќе го имаат, но и да ги убедат во нешто ново, значи нешто што ќе биде ново за нив. Тоа треба да биде ограничени на само некои аспекти од поширокиот проблем кој се разгледува, значи не може да биде краток документ, не може да се однесува на целиот проблем. И тука доаѓа стравот на овие што ги збориме строго објективни научници, дека со тоа ќе се разводни научното знаење, но меѓутоа повторно треба да се вратиме на која е намената на овој документ, дека овој документ нема намена да ги представи истражувачките резултати, туку само да го зграбчи вниманието на публиката и најверојатно за различни актери на јавна политика ќе треба да се напишат различни резимеа за јавна политика. Значи, зависно од тоа која ви е целната група. Овој документ треба да биде практичен и изводлив, тоа значи дека да даде аргументи засновани на тоа што реално се случува во некоја област на јавната политика и да даде препораки кои што ќе бидат применливи, реално стварливи. Да може да го задржи вниманието, на тој начин што на почетокот ќе се представат можеби неочекувани или некои важни информации или некои конфронтирачки информации. Целта е да постигне когнитивна дисонанца или умствено несогласување. Луѓето да ги заинтересира да сакаат да дознаат нешто повеќе. И тука ќе се постигне таа цел, дека нели ќе се заинтересираат за документот, може да се отвори дискусија, а нели потоа во дискусијата, како што кажавме, ќе може да се представат останатите истражувачки и останатите податоци од истражувањето. Ова е професионален документ, не академски, вчера исто тој го зборевме дека документите за јавна политика се практични, не академски трудови. И публиката е повеќе заинтересирана за новите информации за проблемот, можните решенија, не за методологијата. Во овој документ методологијата на работење не се споменува. Треба да е концизно, обично должината 6 до 8 страници, не подолго 3000 зборови, но најчесто не се подолги од 4 страници резимеата за јавни политики. Дури може да бидат и некои пократки од 2 страници. Треба да биде разбирливо, чист јазик, без жаргони, непознати изрази, значи да даде добро објаснен аргумент до широка, но информирана публика, или тоа е едуцирани неспецијалисти за темата. Значи луѓе кои што може да разберат, ќе го разберат проблемот ако испратите, меѓутоа тие не се специјалисти во таа област, не треба да бидат да премногу стручен жаргон за да може да ги сватат пораките од резимето. Пристапливо, лесно за читање, помнење, со неколку главни делови и точки, потоа ќе зборуваме за форматот и видите како се прави резиме за јавна политика.
и брендирано и промотивно. Они организации кои што прават, публикуваат резимеа за јавна политика, обично си го брендираат леаутот, бидејќи на тој начин дават препознатливост и нели си го градат собствениот кредибилитет со советите, препораките кои што ги дават за креирање на јавните политики. Обично во think tank организациите, нели кога прават резимеа за јавни политики, си ги брендираат за да бидат препознатливи. И сега, кога пред да почне да се прави резимето за јавни политики, најважно е која е целта на резимето, а која е целта ќе произведе за тоа која е целната група. Ако добро ја познавате целната група до која што треба да го испратите, да направите или испратите вакво резиме за јавна политика, од тоа ќе зависи се, од вокабуларот кој што ќе го користите, дали ќе може си дозволите и постручни или некакви термини, или до тоа кои опции, кои препораки ќе бидат понудени во самото резиме. Ова е некаква изјава за целта која што треба да се обично се прави во планирањето. Што сака да добие актерот во јавната политика од резимето? Значи сака да добие решение кои што се засновани на докази за проблемот кој што постои во јавната политика и тие треба да бидат реалистични, изводливи во рамки на актуелната политичка клима и да бидат економични. Значи креатурите на јавни мислења, кажавме, тргнуваат од други фактори при одлучување на оценјето на одлуките, кои што често се ограничени со буџет, изборни циклуси, нема доволно капацитети и така натаму. Тоа треба да се има во предвид кога се прави ова резиме, дека треба да се посочат токму оние препораки кои што ќе бидат во согласно со капацитетите, односно факторите кои што влијаат на носењето на таа одлука. Треба да се разбира целната публика на резимето за јавна политика. Веќе кажавме дека овие не специјалисти, додека истражувачите повеќе ги интересира методологијата, начинот до кој што се дошло до некои податоци. Значи, овие креатори и актери на јавна политика, не специјалисти, ги интересираат наодите и како тоа ним ќе им помогне во креирањето или спроведувањето на јавната политика, но и на самите нив како ќе им помогне, не мора само нели на јавната политика. Ова се некои прашања кои што може да се води кога нели се креира кога се креира резиме, која е суштинската порака, дали таа соопштена на краток и јасен директен начин, зашто креаторите на јавните политики би биле засегнати од тоа. Значи да ги имате, треба да се имат овие предвид овие прашања кога се планира резимето за јавна политика. И исто така е друга дилема е колку од истражувањето треба да се вклучи, бидејќи големо е многу истражувањето, има многу податоци, а вие треба сето тоа да го ставите 6 до 8 страници, а кажавме најчесто не подолго од 4 страници. Значи, веројатно е дека ако со едноставно едитирање на тоа големо истражување, текстот на тоа истражување, дека нема да, ако го збиете во 4 страници, дека нема да го добиете посакуваниот ефект, бидејќи ќе има нели скокање, нема да има логичен тек на аргументацијата и така натаму, нема биде разбирливо. И затоа овие, да речеме, прашања ќе помогнат од тоа што всушност треба вие да вклучите во едно резиме. На кој проблем се однесува истражувањата, кои биле очекуваните резултати, кои биле фактичките резултати, кои аспекти од јавната политика се опфатени и се од интерес на креаторите на јавната политика, што целната група треба да смени и кој е нивниот став во врска со оваа примена на јавната политика. И сега кога треба да се пишува, правилото е дека веднаш после истражувањето најдобро да се напише резимето за јавна политика за да се промовираат податоците, за да се испратат до сите актери на јавната политика. Меѓутоа, тоа може да биде, треба да се искористи соодветниот момент. Може би вие го немате финализирано истражувањето, но сепак ги имате клучните наводи и може од нив да го извлечете, да го направите и резимето. Ако во моментот постои некаква актуелна дискусија во медиумите или пак не знам, тоа е актуелна политичка дебата, значи треба да се искористи моментот, бидејќи така ќе се наметнете во дебатата за таа јавна политика
така може медиумите да ве повикаат нели како експерт во областа или вашето резиме и вашите наводи да ги понудите на некој креатор на политика во дебатите или про и контраргументи за некои прашања и така натаму. Значи не треба секогаш да се чека на крај кога ќе се заврши истражувањето. Во поглед на правилата на пишување на резиме за јавна политика се многу слични на тоа што го зборувавме вчера за документ за јавна политика. Нели се почнува со наслов, мора да биде впечатлив, тоа вчера го зборувавме, бидејќи тоа е првиот елемент од документот кој што треба да привлече вниманието на читателите и од насловот најчесто зависи дали ќе се прочита или не понатаму документот. Значи треба да биде информативен, забележлив, краток, привлечен наслов, помалку од 12 зборови. И ова се примери за наслови за резиме. Значи едукацијата за душевно здравје е економична, наместо вклучување на душевното здравје во националните, регионалните и локалните образовни јавни политики. Значи ова се вторите се повеќе наслови токму од некои истражувања, тие се обично подолги, подескриптивни и така натаму. За резимето треба да биде кратко, но и атрактивно. Еднаква можност за локалната самоуправа наместо анализа на последиците од формулата за фискално поистоветување за давање на јавни услуги на општинско ниво. Значи, овие вчера ги разгледувавме повеќе примери на наслови, истите правила важат тука. Некои примери за наслови на извршно резиме. Безбедноста на храната во долготрајни кризи, две точки што може да се презиме. Значи, ставањето на прашалник може да го привлече, значи не го прочита текстот. ХИВ, безбедност и хранливост на храната, ги спојува главните теми кои што се офатени со резимето. Теренски обуки за земјоделците за управување со земја и вода, две точки, проширен приод кој функционира. Ова е повеќе подескриптивно објаснување што содржи, го кани читателот да се информира за тие теренски обуки. Повисоки цени на храната, глобална криза, потребни се действија веднаш за да се избегне сиромаштија и глад. Значи, после двете точки се засилува повикот за акција. Значи, потребни се действија веднаш значи може и такви да се употребуваат силни формулации. Природни ресурси, две точка, предизвикот на климатските промени. Тоа е актуелна тема, или климатските промени, и кажавме дека секогаш кога има актуелна дискусија, ние треба да ова резиме што е можно повеќе да го искомуницираме со актерите. Значи, и овој документ има свој извршно резиме. Или се вика резиме за јавна политика и тој има наслов, а потоа има извршно резиме. Во извршното резиме треба да се зграбчи вниманието на читателите. Исто после насловот, ова е делот каде што најверојатно како ќе го прочитат, они кои што го добиле резимето ќе одлучат дали или другите работи, деловите ги разгледаат. Ово е краток многу дел, 150 до 200 зборови и целиот документ е краток. И тука треба да се даде опис на проблемот кој се разработува, зошто сегашниот пристап или опција треба да се сменат, не се соодветни и кои се препораките за промените кои што треба да се направат во јавната политика. Значи многу кратко, 150 до 200 зборови. Или многу едноставно кажано, во извршното резиме треба да пишете што сакате да кажете и кому. Сам во 200 зборови. И затоа треба да се идентификуваат тука клучните пораки. Значи не да се пренесуваат некакви наводи од истражувањето, туку пораките, што некому сакате да го кажете. Наместо ги препишете клучните точки од поширокиот документ за јавна политика, нели треба да определите кои се пораките кои што треба да ги спратите до вашата целна публика и кои што нели нив би ги интересирале и тие да ги формулирате во овој извршно резиме. Тука има примери на извршно резиме, тука е 92 збора, дека е 122 збора. Тука е битно да, ама не се сега баш убаво видливи. Извршното резиме е тука, е на коцкичка на почетокот од документот. И тука е овој пасус вака долг. Значи е повпечатливо е напишано. Понатаму иде контекстот и важноста на проблемот. Тука ги пренесувате оние наводи што сте решиле кога ги пренесете на документот, кои што сметате дека се важни за актерите на јавната политика.
и со нив треба да ја убедите публиката да преземе некакви действија. Значи го објаснувате проблемот. Кој е проблемот? Објаснувате зошто е тој важен, нитен, релевантен во овој момент, го ставате во контекстот, значи му давате позадина, значи објаснувате што се случува, каде, кој е вклучен, меѓутоа и контекстот не треба да биде премногу општ и треба да ги дадете само оние информации кои што се важни за актерите на јавната политика. Значи од нивен аспект да го сватат контекстот, зошто е тој проблем важен, се наведуваат причините за сегашната ситуација, зошто треба да се направи некаква промена во јавната политика, може да се поддржи со некој доказ или пример, последиците од сегашната ситуација, какви последици има, и треба да се дадат заклучоците и наводите, повторно во скратена верзија. И не треба тоа да биде преку премногу статистика, премногу факти и така натаму. Поважно е да се преведат сите овие податоци, да се интерпретираат во јасни пораки, кои што јасни концизни пораки до читателите, отколку да се пренесуваат сите факти, статистики, бројки кои што дошло од истражување. Следниот елемент на резимето за јавна политика се препораките, кои што произлегуваат од истражувањето, и нормално тие се еден од поважните елементи во овој документ. Тоа се конкретни практични чекори или мерки кои треба да се спроведат се дадени во форма на заклучоци, на препораки или импликации. Овие прашања даваат одговор на тоа како да се формулираат препораките, што точно треба да се промени, како ќе се случат овие промени, кои ресурси ќе бидат потребни, од каде ќе се добијат тие ресурси, која е придобивката на креаторите на јавната политика и за општеството од или таа опција што се нуди, препораките што се нудат за промена на јавната политика. Повторно го зборував ова, дека препораките треба да бидат кратки, не повеќе од 5 до 6 препораки во едно резиме за јавна политика, бидејќи вие давате препораки само на актерот кој што го таргетирате со ова резиме, значи не ги давате препораките од целото истражување. Тие треба да бидат практични и реалистични, изводливи, конкретни, се избегнуваат општи препораки, теоретски, методолошки препораки, значи овие се конкретните препораки за да се поттикне некаква акција. Треба нормално се засновани на доказите од истражувањето, да се јасни и лесни за разбирање, значи на лесен начин на напишане, разлив јазик, и да започнуваат со глагол, или затоа што повикувате на некаква акција. Користете, ангажирајте, значи такви глаголи, наместо се избегнуваат формулации на зборови од типот на мора да се направи тоа, треба да се направи тоа, затоа што најчесто вашата целна група, најчесто со овие резимеа ќе бидат креаторите на јавните политики, а тие многу не сакаат да им се кажува што мора и што треба. Затоа е повеќе да ги повикате на акција, отколку да им наметнувате некакви активности. Значи, што е важно да се запомни тие препораките? Дека треба да ја прикажете изводливоста и соодветноста на одредена опција, но не да представите целиот акцијски план, бидејќи реално не имате толку можност во 5-6 препораки тоа да го направите. Многу често едно резиме за јавни политики може да се однесува некогаш и на повеќе актери, не мора нели секогаш да се однесува само на едни актери. Во тој случај треба да ги поделите препораките. Секоја препорака за посебен група препораки за посебен актер и препораките се дадени многу јасно да бидат во поттечки, редни броеви 1, 2, 3 за да бидат многу јасни. Сега, за разлика од документот за јавна политика, каде што на крај се даваат заклучоците и препораките според структурата која што вчера ја зборувавме, тука не мора препораките да се на крај. Тие може да се издвоени во посебна рамка, да е дебелени букви, различна боја, да е на друго место во документот повпечатливи, повидливи, бидејќи реално тие се еден од најважните елементи и тие треба први да паднат, да бидат воочливи на документот, за кои ќе се прочитаат, да се знае што треба да работи, или какви акции треба да преземе креаторот на јавна политика. И сега еве како различни документи различно го решиле тоа, 3 подточки сместени од страна или да посебно.
тука се 4 подточки исто вака странично извоени во рамка. Тука има повеќе, 11 подточки во примерно, меѓутоа се поделени според кои се actions for government, actions for civil society, actions for international partners. Значи поделени се за кого се однесуваат. Или може да се појават како заклучоци, но гледате пак е во некоја рамка каде што е воена со подточки, policy conclusions, веднаш на првата страница до резимето, значи не мора да тоа на крај на последната страница. И сега тоа што е особено важно во резимето е дека бидејќи ова е многу краток документ, мора да се понуди литература за дополнителни информации за понатамошно информирање, бидејќи ако некого заинтересирате, веднаш да може да ги најде дополнителните информации, но пак не да давате целата библиографија, како нели во документот за јавна политика, најмногу до 4 извори им давате. Значи тоа што ви е клучно. Или пак може да биде 1-2 извори до истражувањето што ги правите или дека некоја претходна публикација која што е тесно поврзана за да има нели поголем избор да се запознае со проблематиката. Најдобро е да не се користат фусноти, односно не се користат фусноти само ако треба, бидејќи тука не користиме методологија, не се повикуваме многу на претходни истражувачи, автори и така натаму. Тука да ги даваме клучните информации, наводи и тие дури може да бидат ставени во посебен квадрат, во странична колона, ако не можете нели да ги сврстите во главниот текст. И исто е многу важно дека ваквите документи мора да содржат детали за авторот и контакти или општи услови за користење нели на овој документ. Зошто е тоа важно? Затоа што нели ќе се покаже кредибилитетот, експертизата на оној кој што стои зад ваков документ, нели креаторите ќе видат кој ги нуди тие препораки. Но поважно е за авторот на резимето, бидејќи ова е еден вид на лична карта, визит карта на неговото истражување. Кога вие ќе дадете некој документ краток, но нели тој ќе стигне до креаторот на јавна политика, мора да ги има деталите за авторот, со слика, контакт, значи на кого да му се обрати за понатаму ако се заинтересира за неговите препораки. И сега гледате како тоа, значи велам многу е важно. Се ставаат слики со контакти, нели со информации за авторите. Може негде странично да бидат видливи, најчесто се на последната страница, не смисла не се напред, но меѓутоа да се добро видливи и видливо објаснети кој е издавачот на публикацијата. Може да се испечатени само имињата без фотографии, но меѓутоа тогаш одат на првата страница веднаш или кога почнува текстот, нивните контактни информации задолжително се на крајот на документот. Некогаш нема именувани автори, бидејќи издавачот на резимето стои позади нели тоа што е дадено од некоја организација и тогаш се даваат информациите за самиот издавач, се наведува донатор, ако има донатори и така натаму. Може да е само на најдоле реченица каде може да се најдат сите подетални информации, вебсайт. Значи, ова е комуникацијска алатка. Значи, затоа овие информации се многу битни. Како вас да ви скомуницираат за останатите, за препораките, за целото да го презентирате, целото истражување. Како што кажавме, со ова само се сака се привлече нечие внимание, да се зграбчи вниманието на публиката. Затоа, како што гледате до сега примерите што ви покажував, е многу важен форматот и дизајнот на резимето. Значи треба да привлечете некого, тоа да биде, го зборевме тоа во карактеристиките, да биде лесно, да биде примамливо и лесно преносливо. И затоа треба да направите документ кој што во формат дизајн треба убаво да личи многу и лесно да биде многу за читање и за разбирање сите овие елементи на извршното резиме, на контекстот каде е, на препораките каде ќе стојат, насловот како ќе биде напишан каде ќе стои. И сега ова се некои техники на правење на форматот на дизајнот на документот. Значи прво користите во опишувањето зборови кои што се јасни, едноставни и лесни за разбирање.
Значи кажавме, се избегнува технички, стручен жаргон, така натаму, па сусите бидат кратки, ограничени на една идеја. Треба се користат, освен насловот, може да има поднаслов, меѓунаслов е задолжително, меѓунаслов на секои 2 или 4 пасуси и меѓунасловите всушност представуваат клучните точки, бидејќи нели тие се болдирани, кои што вие ќе сакате да ги пренесете, клучните наводи кои што сакате да ги пренесете од истражувањето. Например, ова што зборуваме за лесен и разбирлив начин или оно што велиме за дестилирање на сложеноста на научното знаење, како да нели тоа се преточи во на разбирлив начин. Ако во оригиналниот извештај пишува проектот прави разлика помеѓу агрономски и вегетативни структурни правувачки мерки, и сега таму има простори да се дообјасни што ова значи. Во резимето треба на многу едноставен начин напишете дека има 4 начина се заштити почвата и водата. Со менување начинот на садење насади, со садење дрвје и трева, со градење земјени или камени пречки и со подобрено управување. Значи, ова ни нас иде веќе јасно што значи, така бидејќи сме ние информирани, но не специјалисти во областа. Треба се користат квадрати или странични колони за да се представат различен вид на информации кои што не може да се вклопат во главниот текст, каде што се објаснуваат, каде што се даваат накратко наводите, контекстот, каде што се објаснува или тоа што го зборувавме. Значи, ако сакате да представите некаков случај, важно е некаква дефиниција или објаснување да дадете, и ако се избегнуваат вакви дефиниции и објаснувања, но сепак, ако треба, пример за да се прикаже поентата на текстот, некаква човечка приказна може, значи тогаш во некаков посебен квадрат тоа ќе го издвоите од главниот текст. Квадратите треба да бидат разбирливи сами по себе, со наслов, бидејќи овој документ каде што луѓето ќе скенираат со очите, ако застанат на квадратот, треба да е доволно јасно зашто нели насловот и зашто се не се приказат, да биде доволно јасно во кој контекст е таа ставена во документот. И нормално не треба да се метнуваат премногу квадрати, треба да е тоа сепак дизајнерски убаво изведено. Обично тие странични колони што се стават се наменети за општи информации, за контакт, опис на проектот, организација, ако има публикација на издавање нови резимеа и така. Ова е пример од како тоа го решиле со колони со нели во документите. Значи кажавме може да содржи еден или повеќе случаи, конкретни примери, истории. Случаите треба да бидат куси 1 до 2 пасуса, значи не кажувате, раскажувате цели приказни, и да има значење сами по себе, случајот да биде релевантен за останатиот текст, значи треба да бидеме фокусирани на темата секогаш што во резимето ја правиме. Например, во истражувањето вие може да најдете, ако тоа особено се прави со случај на животни приказни испитување за некој проблем. Например, овој вчера што го прекажував документ за јавни политики, така беше направено истражувањето, одеа по семејства кои што се приматели на социјална помош и преку приказни со нивни разговори тие ги дојдоа до наводите. Сега дел од тие приказни со кои што таму се нели соочиле, тие може да ги представат и во резимето бидејќи се печатливи, мислам, тоа е интересно и да се прочите, да се привлече внимание, но меѓутоа треба да биде релевантно во фокусот на темата што ја правите. Сега, например, во квадрат може да бидат примери во разни држави, приказ на некаков случај, повторно или обојни во квадрат и така. Табели, значи, може треба да се користат, особено ако има бројки, но и тие треба да бидат повторни курси, не повеќе од 4 колони и 6 редови. Ако колоните сакате да ги споредите, треба да се стават една до друга. Да се означат колоните, кога се користат бројки, тука се заокружуваат, иако истражувањето не би треба да биде, посебно ако е економија, прецизно, но меѓутоа тоа во некој поголем документ. Тука ведоме се заокружени бројки, 25.000 наместо 24.567,23 се избегнуваат нивоа на статистичка важност. Ако ставаме колона, задолжително колона табела треба да биде табелата да си има свој наслов кој што ќе објасни. Например, наводнувањето е подобри жетвата, е подобро од споредба на жетвата помеѓу наводнувано и ненаводнувано земјиште. И нормално треба да се наведат извори на податоците на бројките кои што се наведени во табелата.
Убаво е се користат исто диаграми, графикони, мапи, исто тоа е, значи да бидат едноставни и лесно разбирливи со неколку само податоци извадени, значи не многу сложени, да си даде посебен наслов кој што ќе даде објаснување. Фотографија е исто многу добро да се користи, но меѓутоа треба да е со навистина добар квалитет и кој што навистина ќе вија една фотографија што ќе ставите да е отслика темата на вашето извршно резиме. Ако немате соодветна фотографија, ако не е со добар квалитет, најдобро е да не се става во ваков документ. И повторно насловот треба да ја објаснува нели фотографијата. Например, стрмни падини, мали земјишни парцели се пречка за земјоделско производство наместо приказ на земјиштето. И нормално треба да се проверат, ако користите друга фотографија, нечија фотографија, авторските права и да се наведе изворот. Еве гледате се стават такви фотографии од терен, од ова се за некои резимеа поврзани со храна. Како што гледате, ова е многу слично на новинарско пишување, многу. Вие е комуникацијска алатка и треба тоа да го искомуницирате со поширока публика. И заглавие или хедер, како се вика тоа, нели кажавме дека резимето треба да биде брендирано и да препознатливост да си наметнете како организација на која што прави вакви резимеа, дава препораки совети за креирање на јавна политика и секогаш нели во заглавието си го има вашето лого, така натаму. Нели издание, датум, ако имате публикација на издавање на резимеа. Значи листа за проверка, кои се клучните работи, значи дали е поврзано со актуелна дебата. Додека се пишува резимето, треба си има на умо однапред идентификувана целна публика, дали е краток, лесен за читање, дали најважните информации се напишани први, дали е напишано на разбирлив начин, содржи ли конкретни препораки за јавни политики, треба да изгледа привлечно, интересно, да се потрудите да е добро дизајнирано, да изгледа професионално тоа, дали е точно брендирано и дали ги има авторските права на сите податоци што ги користите. Ова е нека чек-листа на кога откако ќе се напише резимето за јавни политики, да се проверат нели сите работи кои што треба да ги содржи, дали ги содржи. Сега како да го искомуницирате резимето на една политика, прво треба да бидете внимателни секогаш да се испраќа на конкретно лице, не до институција, веќе така никогаш нема да стаса до тој што треба да стаса, до посебно на високи позиции. Треба да се стапи во контакт по испраќањето на резимето, тоа особено нели вие новинарите знаете како се досаѓа по телефон, по мејлови и така натаму, значи не може да се остави само така да се испрати да се чека. Треба да се бара да се биде проактивни, значи да се следат креаторите на јавното мислење. На какви настани има, да се знае нивната агенда, може нивни профили на социјални мрежи да ги следите така натаму, значи да дознаете што им е битно и кога ќе можете ова да им го понудите, да се сретнете, да им го објасните или да го дадете на некој нивен советник на некаков настан. Искористете ги дадените можности, секогаш кога да треба да се има примероци резиме, кога се има настани, семинари, кога е актуелно прашањето во медиумите да им се испрати резимето, дури може да го имате издадено и неколку месеци претходно, меѓутоа не сте успеале да ја анимирате јавноста, тогаш препратете го повторно. Да се разгледуваат други слични кампањи, како се користат резимеа, посебно во процес на застапување, па тие алатки да се применуваат кај на секако мора да се користат социјалните медиуми и интернет. Една од начините пишување на академски блог, и сакам тука сега после на резимето да ви представам академскиот блог Республика што го водиме, да го објаснам, и тоа е еден од начините за вие да ги промовирате, исто така наводите резултатите од некое истражување. И секогаш треба да се искомбинира резимето за јавна политика со други видови на информативни материјали. Кажавме, тоа е само една алатка од пакетот алатки за застапување и тоа најчесто се праќа придружено, може да биде со различни презентации, брошури, видео, соопштенија за јавност, изјави за медиумите, на веб страница секогаш да има некоја повидливо место за да на тој начин ги презентирате резултатите од истражувањето.
Пред да преминеме со вежбата, ќе имаме мала пауза, ама тоа што ви го спомнав, има еден академски блок Республика и ДУМК. Не знам, веројатно сте го Республика и ДУМК не се гледаше. Зошто е падната страницата? Ама знаеш дека и други страници нешто ни се... жал ми нема да можем да го презентираме, или евентуално по-после. Да нема некоја фрка кај мене на работа. Може нешто паднато. Добро, принцип, од наводите што ќе се добијат од едно истражување, кој што потоа може да се презентира како резимето, многу е лесно да се напише академски блок, затоа што тој е исто кратко описание од 900 до 1300 зборови и е многу сличен структурата и форматот на ова што го зборевме до сега, начинот на кој што се структурира блогот е многу сличен на ова со резиме за јавна политика. Со тоа што е уште пократок од ова, резимето е до 3000 зборови, тој од 900 до 1300 зборови. И во академскиот блог при тоа да референцирате одредени наводи од истражувањето, од публикации, се разбира од други публикации што претходно ги имате, не морате конкретно само за една и на тој начин да стигне до поголема публика. Ние овој блог го водиме веќе втора година, исто е финансиран од еден проект на британската амбасада. И два пати во неделата објавуваме блогови. Сега ова не се однесува само за граѓанските организации, исто и за вие новинарите. Ако смета дека никогаш имате да направите по-добра анализа за некое прашање, видите на блогот пишуваат новинари, професори, студенти, представници на граѓански организации. Значи отворени сме за соработка да слободно да испратите некаков академски блог и да го објавиме. Или да пробате да направите. Значи, спецификата на овој академски блок е тоа што не има има по-неформален стил на пишување, но сепак треба да во обработката на аргументите да се референцирате, да се повикате на некакви истражувања, анализи, статии, литература, за да ги подкрепите вашите аргументи и на крајот се даваат заклучоци и препораки, насоки, кои што не мора да се секогаш ваши, исто така може да се содржани во тие извештања, анализи на кои што се публикуваат.